Јас сум Илија Димовски, ќе ви раскажам приказката за американецот Христолев, кој што бил возач на Ал Капоне. Значи, јас сум потомок на Христолев, долги години кој што бил во Америка. Сега ќе кажам како тој заминал за Америка. Овдека живееле во Прилеп и фамилијата била многу бедна и во тоа време умрела мајка му на Христолев, на американецов. Откако се извршил погребот, се вратиле во куќата во Прилеп и се договориле бебево да го да на некоја жена која што имало дете за да го дои и да го накрени да го изгледа. Дедо ми, американецов, отишол кај некој чичко, ова се негови зборови, имал дуќан за кантари во Прилепската чаршија и да го учи занато. Стално го терал да го мети дуќанот, да мети пред дуќан, да носи зајре дома и него таков живот не му одговарал и решил да си ја бара среќата по светот. Тогаш имало кираџи што од еден град во друг град оделе со којни, со маски, со невој полни со масло, со вина, со раки и оделе тргувале во други градишта. Се приклучил кон еден таков караван од Прилеп стасал во Скопје, од Скопје полека до Белград. Во Белград во некоја кафана се запослува како келер, а морам да нагласам дека ја 3 пати имав кога дете средба со него, беше многу личен маж, многу чевелнија, костумосан, со лептир машна, дотеран и оди во кафанава кај некој газда да и служи гостите како келер. Арно како и сега, тогаш уште појче србите му карале мајка македонска, му клавале сопки, тоа се случувало повеќе пати, повеќе вечери и една вечер рекол, појче овде нема живот, имал некој пиштол, се дотерал, соблекол и отел во кафанава да служи. Арно во таа кафана некој предначел во тоа карајнето, во тие сопки клавајне, кој што го носел по служавнико, му клава сопка, му карае мајка македонска, тој се завртува, го вади пиштоло, ганг и насреде сала го отепува. Си оди дома во кафанава кај газдава, а кафаната, над кафаната живели газдава. Оди таму, му вели газда, виде што се случи со мене, ако имам нешто заработено да ми дајш. И тој му дава една шамија златници. Зема еден србин и еден шиптар, му вели че ви го платам ја параходот за Америка и од Белград преку Босна изнегува на Јадранско море, вајча параброд и оди во Америка. Now there is an open window back here, so I'll show you what things look like on the inside of this car. Very pretty soon after encountering this vehicle, or anybody. Во Америка живе на различни места, али се укотвува во најдува утопчиште за работа во државата Илиноис. После известно време најдува таму некоја баба, се жени, русинка, се викаше Ана и со Ана живе заедно, арно на Господ не му дал дечине. И сега цело време добивавме пред да дојди во Македонија, цело време добивавме писма и во секое писмо имаше
негде околу $10, а ние бевме 3-4 фамилии и на сите 3-4 фамилии на секое писмо по $10. А и овде беше сиромаштија, така да тие $10 ни се најдуваја многу. Прв пат си дојде во Македонија 55-та година, ја бев дете во 13 години и за прв пат го видов. Кога дојде овде, значи, со неговата пенсија е ранеше сета поширока фамилија. Се сеќавам во Скопје на аеродром кога го пречекавме, сите од овде појдовме таму, цела фамилија, слегува сите од авионов, него го нема. И сега со баба ми невидени 74 години. Слегува тој последен, еден чланк, костумосан, со паларија, слегува и баба ми вели, ова е брат ти. Си згушка, си збација и на баба ми вели, ти појче нема тутун да видиш, ти ќе видиш царица, ти се најубаво. Овде изнегуваше чаршија и седеше во хотелов Јадран. И јако дете ќе појдам, ќе му речам, шо правиш дедо, и тој ми вели, ела внучко, и ми дава еден грст пари ми дава. Или ќе ме земи, ќе ме однеси продавница, ќе ми купи чевли. Ова се случуваше во Македонија од ејнето и дејнето, кога дојде 55-та година, па се врати во Америка, рече па ќе дојдам. Дојде 57 година, поседе овде, па си отиде и рече дека ќе дојди пак. 59-та година требаше да дојди, арнама се случило, спечалил таму да има хотел и бензинска пумпа. И куќа нормално. По застарел, отиде да живее во старски дом и на 104 години почина. Инаку се слуша, а тој и баба ми и мојата мајка го кажа, бидејќи тој не се фалеше дека во забранувањето во Америка на инхибицијата на алкохол и едно друго му бил шофер на Ал Капоне. Значи, дедо ми, американецот Христ Толев, бил многу личен наш, а то ми остаи имене печатот, бидејќи 3 пати од Америка си дојде, стално беше врскосан, костумосан и со чевли, со Џон, со танок Џон. Што се однесува за неговиот престој овде, живееше кај баба ми, главното седиште му беше кај баба ми, кај неговата сестра, мајка на мајка ми, и таму се збиравме цела фамилија, јадевне, пијавне и муабети правиме. Што се однесува до наследството, последниот пат, 59-та година, кога дојде, кажа дека оди во Америка се да испродај и да си дојди овде да живее заедно со фамилијава и со неговата сестра. Сестра му се викаше Нона. Тој се викаше Ристо, во Америка го викале Христолев. А што се однесува за шофер на Ал Капоне, мора да кажам, неќам да ја преувеличувам работата, бидејќи многу малце знам, а лично од него слушнавме со како да кажам, со завиткано нешто дека бил замешан со Ал Капоне и дека му бил шофер. А ние бевме деца, сигурно мене немаше да ми каже, јас бев првиот пат 12 години, па 14, па 16, уште бев дете и така да мене не ми кажа такво нешто, а и кажа сигурно на неговата сестра и на мојата мајка сега покојни.